Втора поредна загуба в ФБ Лига за Спартак Варна. При нас е Георго Хаджиевски, за да научим отговор на въпроса. Господин Хаджиевски, защо Спартак Варна днес не успя да вземе нещо повече от двубоя? Очевидно не сме същиот одбор кој бевме пред овие два мача, последни. Ги играме далеку под нашите възможности. Многу всичките мачеви со многу посилни противници игравме по фрешки, како се казва, по свежи, имаше трка, имаше борба, имаше бистрина, имаше всичко. Сега се договараме пред мачот да земеме контрола на мачот, да контролираме како правевме и другите мачеви. Сме показали дека можеме. Дали се испразнаа, дали се уморија, дали... Јас не можам да си ги препознам фудбалистите. Значи, немавме во тренировачниот процес, немавме некои проблеми. Ево, бевме горе-долу комплетни. И Лозев неочекувано порано него што требаше ни се врна во денешниот мач. Колку е тој битен во теренот, толку е битен и надвор од теренот. Примевме два гола, не можам да си објаснам. Тој првиот гол од корнер, кога цела одбрана, цела заштита е тука во средината на голот, го пријаме голот. Вториот гол падна многу брзо, на полувремето се насрдив многу. Просто не можам да повервам дека можеме толку лошо да го играме и првото полувреме. Тргнавме во второто полувреме со мали промени, тргнавме малку по-енергично, имавме и голови положенија, намаливме на 2-1 и кога требаше имавме 100% шанса на 2-1. Калачев пред голот сам, наместо да биде 2-2, за 2 минутки стана 3-1. Нормално, после тешко беше да се врштаме, многу малку време беше до крајот на мачот, но генерално земено ние не сме същиот Спартак кој бевме до пред два мача. Нам ни е потребна анализа, да поразговараме, да најдеме вистинските причини зошто ние не играме това како собравме симпатии на фановите наши во градот Варна и надвор, можем да кажем, од Варна. Нема така да оставиме. Всичко ќе направиме, да разговараме многу, да се подготвиме. Сега имаме 2 седмици повеќе. Ако беше замор на овие млади фудбалисти, се надевам дека достатъчно време за да се врнеме назад во формата која имавме порано. Иначе септември заслужи потполно. Заслужено не би, играе добро целиот мач. Просто како да игравме против една од првите 2-3 одбора на табелата, на лигата. Неверојатно да не можеме да се справиме ние со овој мач кој очакваме дека ќе го добиеме. Интересна ситуация се получи при второто попадение за състава на септември и Окер Будинов напусна принудително терена. Сякаш бяхте заявили една смяна, след това се получи друга. Известно време, в което Спартак Варна беше с човек по-малко на игрището и точно в този момент падна голът за септември. Вториот гол падна кога бевме со играч помалку. И това предупредив. Викнав, влегов на терен. На теренот натре влегов. Казав да играме зона, зашто сме еден човек помалку. И дозволивме. Тоа е наивност е. Многу млади фудбалисти не разбираат дека фудбалот не е само трчање, бегање и одигравање. Треба малку да читаш играта, малку да видиш по како надпреварувачка форма да имаш и карактер таков да имаш, победнички за време на мачот. Пренаивно. Значи и голот првиот стана од корнер, претходно беше 100% шанса која не забија тие и наместо да се разбудиме, го примивме голот и со играч Будинов има сериозна повреда на коленото. Не е повредата која имаше минатиот пат, сосема друга повреда. Нормално и то не збрка малку, но пак казвам, не е до грешките. Тука се работи за карактерно паднавме.
Јас настојавам всичко од мене да ги разбудам, да им кажам дека треба да продолжиме така, дека мачот од Добруджа се случи еднаш, на секој може да му се случи тоа, но денеска ние не почнавме да играме како треба. Од самото начало на мачот ние не бевме тој Спартак. Јас извинјавам длабоко на сичките кои не подкрепват, кои стојат позади нас и обештавам дека ќе направиме всичко возможно да се врнеме назад. Пожелавам ви го и успех за напред.